Битна работа е електрификацијата на градот. Таа почнала со парни машини уште во Турско. Меѓутоа, 38 година граѓаните на Скопје се организираат и ја прават хидроцентралата Матка, која го обезбедува, тоа што обезбедува многу повеќе струја од потребите на градот Скопје. Значи, баш е Скопје развиен град и индустријски град во тој период. И тоа е во времето на Михајловиќ, кој се смета како еден од најбитните. Население имало од прилика во тој период? Па негде до 41 сум нашол податок дека 90.000 се негде 41. Значи во тој период растело населението, дека и доаѓале тука, наоѓале екзистенција, работа. Значи и тогаш имало такви манипулации, класни прибирања и манипулации и изигрување на работништвото и производителите, така да имало и скопска интелигенција и професори одредени кои што биле со фактички може да кажеме дека сегашнава диференцијација на општеството е имало и тогаш, значи да, многу на мене ми наликува, само што веројатно со различен пристап до ресурси за секојдневно живење, различна технологија што ја користиме, иначе отприлика класата и размислувањето слично. И интересите. Дури имало веројатно тоа и поавангардни граѓани со поавангардни, понапредни погледи и на уметноста и на политиката. Колку било религиозно општеството, тога било многу пошокантно нешто ново на место сега. Да.